Стопанствениците се загрижени. Очекуваат тежок период во кој главен предизвик ќе биде опстанокот и задржување на работните места. Кредитната поддршка е добре дојдена, но само доколку парите се делат за инвестициски проекти. Европската криза е длабоко навлезена во македонското стопанство, а конечниот удар допрва следува, предупредуваат бизнисмените. Затоа бараат од владата со мерките кои ги предвидува да им помогне на фирмите да го задржат бројот на работници и покрај постојаниот пат на производството. Ефтините кредити треба да ја подобрат ликвидноста и да ги намалат ризиците при вложувањата. Ќе бидеме сведоци во наредниот период на многу поразителни бројки, многу тешкоти низ кои ќе поминат компаниите. Мерките на макроекономската политика, што ги прават носителите на економските политики, треба да се во правец да им ги олеснат рисиците на компаниите, а банките да ги заштитат своите пласирани средства и на тој начин само тие можат да понудат и многу подобри услови и ниски каматни стапки. Бизнисмените кои претходно веќе ги искористиле поволните заеми од Европската инвестициона банка сметаат дека ефтините кредити значително ќе ја подобрат финансиската кондиција на фирмите. Само исклучиво со работа и користење на овие кредити кои ги обезбедува владата од 100 до 150 милиона евра, кредити со навистина поволна каматна стапка од 5,5% и тие кредити ќе го премостат овој момент и оваа криза. Од дополнителни нагласени ризици од европската криза врз домашната економија предупреди и Народната банка, главно поради бројните шпекулации за надминување на состојбата во Грција и еврозоната. Според НБМ, иако банките минимално го зголемиле кредитирањето, останува загриженоста поради намалената побарувачка на домакинствата и компаниите, кои пак директно влијаат врз големината на економскиот раст кој земјава ќе го оствари годинава.